Домна ги објави состојбите во осигурителниот сектор за првото полугодие од 2017 година. Осигурителната индустрија во Република Македонија бележи умерен пораст во сите сегменти во своето работење и покрај нагласеното влијание на ризици од неекономска природа и во услови на забавен раст на вкупната економија. Осигурителниот сектор има умерен раст како во однос на бруто полисираната премија и бројот на продадени договори за осигурување, но и во однос на зголеменото профитабилно работење на друштвата за осигурување, пораст на капиталот, пораст на активата, на финансиските вложувања како дел од активата, како и зголемен број на вработување. Денеска во студиото на телевизија Нова разговараме со директорот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, со господин Климе Поповски, на тема каква гаранција ни обезбедува зелениот картон. Најнапред добре дојдовте во студиото на телевизија Нова и во вестите во една. Добре, најдов, благодарам на поканата и поздрав за гледачите на телевизија Нова. Господине Поповски, врз основа на што се издава зелениот картон како за почеток? Зелената карта представува дел од автоодговорноста. Тоа е задолжителен вид на осигурување што секој превозно средство кога е во промет треба да го поседува. Иначе во однос на автоодговорноста имате две полиси. Едната полиса што е задолжителна, тоа покрива ризици кои што можете да ги предизвикате во сообраќај во земјава, а зеленава карта представува покритие за ризици доколку патувате во странство и предизвикате сообраќајна незгода, финансиската компензација на жртвите да биде по основ на зелената карта. Иначе, согласно со меѓународни договори, Македонија е членка на Советот на Бироа на зелени карти и на територија на Европа, секоја земја за секое превозно средство мора да обезбедува покритие за ризици патување во сопствената земја и надвор од територијата на својата земја. Тоа значи дека зелен картон се издава буквално за сите превозни средства, а како тогаш... За секое превозно средство кое што напушта територија на Република Македонија мора да поседува зелена карта. Така. А како се формира цената? Во Република Македонија имаме регулирано одредување на цените, каде што владата носи одлука за висината на цената, како за домашната автоодговорност, така и во однос на цената на зелената карта. За разлика од Македонија, во другите земји кои што се членки веќе на Европска Унија, имаме слободно формирање на цената на зелена карта, каде што секој друштво за осигурување врз база на своји методологии, на база на ризик карактеристики на шоферите на возилата, слободно ја формира својата цена. Друга разлика во однос на зелената карта е што ние имаме систем, кој што е еден од ретките во Европа, зелената карта да представува посебна полиса за која што се плаќа посебен надоместок. Додека во повеќето од земјите, вклучувајќи и сите земји членки на Европска Унија, со купување на вашето домашна автоодговорност при регистрација на возило, вие фактички ги купувате и ризиците за патување надвор од вашата земја, што значи дека зелената карта е дел од основната полиса за автоодговорност. При тоа, често пати јавноста не е доволно запознаена, а ќе земеме случај на Србија, каде што се вика дека зелената карта кошта 10 евра, меѓутоа тоа не е премија за зелена карта, тоа е административен трошок за печатење на зелената карта. Меѓутоа, премијата е во домашната полиса. Така да добро е да знае јавноста, минатата недела имаше доста погрешно информирање од страна на медиумите и шпекулации и мое погрешно цитирање дека ние имаме најниска просечна цена на зелена карта, што не е вистина. Вистина е дека цената за автоодговорност и на тоа ако го дадеме зелената карта, тогаш имаме најниска просечна цена споредбено со земјите во регионот. Не само за зелена карта. Каде се може да се набави зелената карта и колку е нејзината важност? Зелената карта може да се набави ке сите осигурителни компании кои што се регистрирани за неживотно осигурување, понатаму ке сите нивни агенти или застапници, а исто така и во секој осигурително брокерско друштво. Така да имате расширена продажна мрежа, каде што може да се обезбеди
зелената карта. Сега се работи дури и на систем да може и онлайн да се купува зелената карта и се надеваме дека до година и таа услуга ќе биде достапна на граѓаните. Иначе, важноста на зелената карта е и во однос на колку е цената. Имате различно покритие во зависно од типот на возилата. Ние ќе се задржиме на патничките возила, бидејќи тоа најповеќе ги интересира и граѓаните. Имате покритие за период од 30 дена и покритие за цела година. При тоа цената е за покритие за 30 дена, во зависност од јачината на моторот, до 66 киловат за возила изнесува 30 евра, над 66 киловат јачина на мотор кошта 50 евра. Додека за цела година износите се 60 евра до 66 киловат, над 66 киловат чини 90 евра. Така. Вие споминавте дека со купувањето на зелената карта си ги купуваме и ризиците, меѓутоа ајде подетално кои гаранции ни ги обезбедува популарно зелениот картон? Зелената карта, како и домашната полиса за автоодговорност, се полиси кои исклучиво се наменети вас да ве заштитат од финансиска загуба доколку вие причините штета на трето лице, да биде таа штета компензирана од страна на вашата осигурителна компанија, а не вие лично да ја платите таа штета. Имено, во земјите од Европска унија пред се, поради се повисоките критериуми за нематеријални штети и се повисоката проценета вредност на загуба на човечки живот, кажеме, ќе земеме случај во Грција или во Германија или во Италија, ако вие предизвикате сообраќајне, има незгода, има жртви, финансиските компензации може да достигнат и до милион и над милион евра. Така да тоа е обврска која што треба вие да ја платите, и наместо вие да ја платите, ќе ја плати вашата осигурителна компанија. Зелената карта не покрива штети на вашето возило доколку вие причините штета. Затоа е потребно да постои каско осигурување. А додека вие бидете, ако сте вие жртва во сообраќајна незгода, тогаш имате право на надомесна штета од осигурителната компанија на причинителот на таа штета. Доколку вас ви се случи штета, вие ќе треба, имат телефони во самата зелена карта од националните бироа од сите земји членки во Советот на бироа, значи од сите европски земји, кај што ќе се јавите на телефон и ќе се пријави таа штета. Така. Која е постапката на пријавување штета? Постапката на пријавување на штета е, значи, ако вие причините штета, штетата ќе биде пријавена од страна на жртвата. Но ако вие сте жртва, оштетен во сообраќајна незгода, како што кажав, ќе се јавите или во вашата компанија од која што е издадена полисата, или на телефоните од националните бироа во земјите каде што е настаната сообраќајната незгода, така да ќе добиете соодветни инструкции. Исто така треба да се напомене дека во последно време, во последни 2 години, имаме и нов продукт кој што осигурителните компании го нудат, таа е така наречена автоасистенција. Доколку ви се случи одредени дефекти на вашето возило, значи надвор од сообраќајна незгода и вашето возило неподвижно, тој вид на осигурување може да ви покрие транспорт на возилото до првата сервисна станица, поправка на возилото или транспорт на возилото до вашата земја, како и хотелско сместување за патниците од вашето возило, се додека возилото не се стави во употреба. Така да и тоа е добро за јавноста да знае дека постои таков вид на осигурување. Господине Поповски, се надевам дека успеавме да разрешиме одредени дилеми кога е во прашање оваа тема, која е мощна широка, мораме да признаеме, но се надевам дека барем на оние прашања што најчесто си ги поставуваат гледачите, успеавме да дадеме одговор, особено во време кога е зголемена фреквенцијата на превозните средства во летниот период кога најмногу се патува. Ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од вестите на телевизија Нова. Благодарам и за вашата покана. А ние за кратко продолжуваме со вестите.